Или лидерска средба со Ковачевски, или радикални и досега непрактикувани чекори, најави председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Му даде ултиматум на премиерот од 10 дена да седнат на иста маса и да се договорат за предвремени парламентарни избори за излез од кризата. Јас сум апсолутно свесен дека Ковачевски е подготвен да потпише се, само чека да види дали Петков тоа ќе може да го помине во Бугарија. И тоа најверојатно во овој пластелин наш вештачки парламент ќе помине, но за промени во уставот им треба 2/3. Тоа ВМРО ДПМН нема да го дозволи. Мицкоски повика на обединување со оглед на моменталната состојба во државава, на бројни кризи, но и сите понижувања кои Македонија ги трпи од бугарските политичари. Според него, премиерот Ковачевски бил подготвен да ги прифати сите барања на Бугарија, со што уште еднаш ќе покаже дека сака да се откаже од македонската историја. Иако има отворање на уставот за да бидат вметнати бугарите, ВМРО ДПМН нема да го поддржи без претходни писмени гаранции за нашата историја и македонскиот јазик. Доколку ја одбие и оваа понуда за средба, за излез од националната катастрофа која живее Македонија, ВМРО ДПМН ќе заседава и потоа следат сериозни и досега непрактикувани чекори. Доколку биде одбиена средбата, ќе се покаже дека државата има отсуство на било какво лидерство, а народот ќе мора да дојде по своето. Затоа што се тоа, како што имаше почеток, има и свој крај. Но и порака до меѓународните пријатели дека алармот одамна веќе свети на црвено. Доколку Ковачевски и Мицкоски договорат датум за предвремени парламентарни избори, ВМРО ДПМН ќе формира 4 работни групи кои заедно со работните групи во владата ќе работат про боно за подобрување на економијата, здравството, надворешната политика и образованието.